таа семејна куќа решив дека све ќе биде од дрво. Тоа ме однесе понатака да од ова, да речам, собствен проект стане бизнис. Почнав да размислувам дали ова моја нова откриена пасија кон дрвото, уредувањето, мебелот може да стане бизнис. Да и ми вадат слика од папата и викаат ова е клиентот за кој што треба да направиме престо. Меѓутоа за квалитетен производ мојот став е дека секогаш ќе има пазар, така. Како мала држава ние немаме шанси, ни една друга шанса да учествуваме на тој пазар освен со премиум производи. Дали може пепелјара за пури да изработите? Изработивме една па уште една чеканче оние американски каутурници што ги имаат за суди. Многу е благородна работа со дрво, што поише го работиш, што повеќе му додаваш вредност. Кажи една што е најлуда. Авион. Авион од дрво. Авиобилет за европска дестинација ќе добие еден од вас, а се што треба да направите е да ги пишете во коментар омилените говорници и европската дестинација која сакате да ја посетите. Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и лайк. Здраво, Дарко, што го врти светот? Љубовта. И таа останува да ги надминува сите димензии, времето и просторот. Љубовта е најчесто одговор инаку, така што ќе ти поставам неколку кратки прашања, те молам за краток одговор. Okay. Дап или орев? Орев. Добра. Работилница за мебел или канцеларија? Работилница за мебел. И Македонија или Австрија? Македонија, дефинитивно. Добро. Се враќаш многу одамна во Македонија, меѓутоа тука работиш и создаваш кариера во една од најголемите компании во земјата и тоа во доста интересен, динамичен сектор. Како одлучи дека ќе оставиш таа работа и ќе си отпочнеш своја работилница за мебел, свој бренд Монозеро за производство на ова што се гледа тука? Да. Види, тоа чувство растеше неколку години во мене дека сакам повеќе да работам работа која што е со повеќе движење, работа со раце, пошто работев работа креативна, динамична, да, но на крајот на краиштата се дуваше на тоа да седиш 8 сати пред компјутер и кој ќе излезеш во 4 сата да си онака малце шашардисан од вештачко светло, затворени прозори, вештачки воздух, седење по цел ден гледање компјутер. И се погоди тоа да тогаш градевме семејна куќа нова и си реков дека во неа уредувањето ќе биде исклучиво од масивно дрво. Претходниот стан ми беше уреден стандардно како што сите го уредува медијапани, иверици и така натака. За 3-4 години колку што живеевме во него не може више да ги гледам стварите, пошто лошо стареа едноставно. Кога ги направивме, можеби тој висок сај, тоа беше модерно, изгледаше после 4 години, тоа све изгледаше катастрофално. И сватив дека за да има некоја одржливост и да изгледа добро на подолг треба да е направено од масивно дрво. И тука ја почнав да градам мојата филозофија за материјалите. Значи, од таа семејна куќа решив дека све ќе биде од дрво, што се однесува на мебел. И тоа во исто време значеше и проблеми, пошто треба да најдеш некој што ќе ти направи мебел, прво треба да платиш, а после да најдеш и има проблеми. Знаеш, ќе направиме маса, ќе се искриви и ќе распука. И си викам, 2010-та беше тоаш, не е можно да луѓето пред 300 години правеле маси, ние да не знаеме да направиме. Почнав да читам. Аутодидакт сум секако во професија. И да си приуштувам знаење и така почнав да навлегувам малце во тајните на столаријата, од хоби да речеме, и успеав во тоа, во соработка со некои столари, да повеќето елементи во куќа да бидат од дрво, меѓу кои масата централна од орев. И тоа ме однесе понатака да од ова, да речам, собствен проект стане бизнис, затоа што тоа ми ја донеси првата нарачка, ајде така да речем. Веднаш, кога ја видоа масата, некој пријател ти нарача или како? Да, интересно е дека првата отиде во Австрија, имавме некои пријатели на гости од Виена и ја видов и кај што добра маса, каде, кој ти ја правиш, кам јас се правам. Прва па извоз. А викам, стварно ја се прави. Добро, колку би коштало ваква напишеш една? Ми ја лупнав 3000 евра. Добро, еве 3000 евра за 2 месеци да биде во Виена и бидна. Тоа беше првата маса продадена,
уште не се викаше Монозор, јас си работев тогаш се уште во Телеком. И во следната година почнав да размислувам дали ова моја нова откриена пасија кон дрвото, уредувањето, мебелот може да стане бизнис. На која возраст вака од прилика одлучи да си почнеш свој бизнис, зашто често 33 години, Па, 33, добро. 34 години, да. Тоа може и некоја добра возраст, како Па вајда си доволно зрел, да. зрел си, знаеш, имаш некакви познавања од сакаш, што не бизнис, што сакаш, сакаш, да. што не сакаш. Си бил вработен, па одеднаш треба да имаш вработени. Добро, тоа е интересно. Сега ми е спомна Австрија и затоа морам да те прашам. Учиш средно во Австрија и факултети одлучуваш да се вратиш. Тоа беше популарна или непопуларна одлука? Види, не знам дали популарна, не беше вообичаена. Тој ден денес не е во Македонија, тоа па уште помалце сите мислеа дека сум благолуд. Моите и остана, Други и јас се времиња. борев да со моите тогаш нешто 18 години ги носиме сами одлуките, ама секогаш и семејството треба да ги одобри. Баш неколку месеци. Затоа и се запишав на факултет. Ја завршив со средно и мислев да се запишам тука на економски. И во тој меѓу период морав да се запишам во Австрија, пошто дојде више септември, октомври, се запишав таму со цел да се префрлам. И така и направив, кој ги убедив моите негде до таму. Крај на годината се префрлив од Виенскиот универзитет економски на Скопскиот. И сега од оваа перспектива мислиш дека беше луда одлука или паметна? Никогаш не сум се покајал, затоа што и тогаш и сега причините не беа импулсивни, тогаш ми беа прилично размислени и долго, да речам, преджвакани, барем интерно во мене. Две главни во принцип, дека во Австрија секогаш или било каде во странство ќе останеш странец, барем првата генерација, не сакав така да го поминувам животот. Колку и да се интегрираш во општеството, ја бев прилично интегриран, секогаш ќе останеш странец, особено па во тие German speaking, да ги речам, општества. А второто е дека Македонија е интересна земја кај што има многу можности за предприемачи и беше интересно да се гради таа или да се учествува у градбата на тоа ново општество. Тоа стана Јас се збор за 93-4, значи се уште да. Да, веќе си оди... Самостална Македонија, ама се уште во раните фази Во раните на ова фази. пазарно, да речем, уредување. Да, сигурно било тогаш интересно, имало посебен некој ентузијазам, ама јас мислам дека и сега, иако поминаа многу години, многу прашања не се решени, барем не така како што ние би сакале да бидат решени во нашата држава, нели? Меѓутоа, за конкретно започнување на бизнис е многу полесно на свој јазик, во помала земја, можеби првите чекори да ги направиш. Како изгледаше тоа во поглед еве и на наоѓање вработени, колку е тешко, нели, сите се жалат, нема работници, нема квалитет и така натаму, а во твојот случај па квалитетот на производот е многу важен, затоа што пак е некој луксузен производ. На повеќе прашања ќе се обидам поред да ти ги одговорам. Значи, околу тоа дали Македонија е добра земја за предприемач, јас мислам дека е исклучително добра и тогаш и сега. И сега да се навратам, Монозеро не беше мој прв бизнес. Јас по завршување на факултет 2000 основав друг еден бизнес, менувачница во монетарниот сектор, кој што и ден денес ја имам. Пошто такви беа тоа спецификите. Несигурно време и така натака, не можеше баш многу да се инвестира. Си мислев дека треба некој бизнес од кој што лесно и брзо може да се излезе, тоа треба да се ликвидни средствата, не можеш да ги заробиш у машини, на пример. И тоа што идентификував, дека тоа е менувачница. Па работев 4-5 години тоа и после се вработив во Телеком, зашто мислев дека треба да се го... И затоа и влегов, ја никогаш не влегов таму за да градам кариера, од старт мислев дека треба да влезам за да стекнам знаења. Се запишав на постдипломски, сватив дека нема да научам ништо ново, дека ми треба hands-on experience во некоја фирма каде што се каскадира знаење од... А корпорациите се баш такви, имаат многу податоци, многу знаења, многу особено Телеком као искуство. дел од меѓународна групација, кај нас доаѓа сите и менаџерски знаења и така натака од целата групација и баш беше... И секој што таа призма работев, да видам што фали, што е лошо, што е добро, што може да се научи. И од тој аспект, дали има кадар и потенцијал? Еве тоа е една од причините зашто мислам дека Македонија е добра земја за предприемачи, заради тоа што се уште има, иако некако 2000-та и 2005-та, нели тоаш невработеноста беше голема, имаше буквално сите профили луѓе.
сега за среќа не е толку голема и потешко се наоѓаат луѓе, меѓутоа се уште има квалитетни луѓе, тие луѓето негде 2 ама милиони зашто луѓе негде луѓето, работат. апсолутно, зашто работат, па имаат знаења што се поактуелни. Да, поактуелни и тоа да ги прави поскапи. И тоа Да. тој тренд е добар. Тоа е тоа. Да, така, значи платите мора да растат. Тоа е развојот, тоа мислам не далеку тоа дека би посакувал да се понески платите, иако тие се трошочен драйвер станат и сериозен во секој бизнис у Македонија, ама тоа е тоа, така одиме напред. Кога разговаравме предходно, ми кажа дека си ја правил, јас не се сеќавав точно која изработуваше, меѓутоа дека ти било побарано да правиш столица за папата кога дојде во Македонија. Да. Како изгледаше тој процес? Како те најмува некој да работиш столица за папата? Веројатно си има одредени стандарди како се тоа треба да Интересно изгледа. беше, да. И неочекувано, мислам, никој не знаеше дека папата ќе доаѓа тогаш. Таа 2019 година беше прилично интересна, баш тој период пролета. Ние тогаш работевме и маса за македонското учество на Биеналето на уметност во Венеција и се поклопија тие две работи. Значи, И се изработував... отепавте од работа. Па не само тоа, него имаше рокови кои што не можеш да ги одложиш, нели? Папата нема да го одложи. Доаѓањето нити па биеналето покасно ќе се отвори. Тоа е кога се поклопуваат проблематично. За месец дена порано и двете работи беа ненајавени. Ја бев на саем на мебел во Милано, салоне, нели? И македонски повик, македонски број, обично у странство не се јавам стално на... Ај ќе се јавам. Добар ден, Моно Зеро, да, дали изработувате столчиња? Викам, не, маси. Ама ние разбравме дека вие мрачно изработувате мебел и столчиња. Викам, генерално не, маси ни се главниот производ, столчиња многу ретко изработуваме и сега продолжува притисок. Ја веќе почнувам да не годувам, нели? Ама за многу важен клиент се работи, јас се огласикам, па некој богаташ, она што ја знам, локален, што се мисли дека е најважен, тоа многу не го почитувам. Викам, ај кој е тој специјален клиент? Вика, не може да ми кажеме кога се враќате у Македонија да се видиме. Викам, у сабота, состанок у сабота. И тотално никакви очекувања, знаеш, очекувам да ги одбијам. Тоа што и пристапот не ми се свиѓаше. И си седиме во тогашното наше биро, влага тројца луѓе. Едниот се представува као представник на заеднички служби, така се го доведе на владата. Другиот е представник на католичка црква и третиот не зборува македонски, после сваќам дека тоа е Свисгард, швајцарска гарда и ми вадат слика од папата. И викаат, ова е клиентот за кој што треба да направиме престол. Викам, за овој ќе направиме. Интересно. Да, за овој може да направиме. И така, тотално неочекувано. Испадна дека имаме само 3 недели да го направиме, од кои што... Може затоа и барале помала компанија, каде што по-динамично, побрзо може да се одговори на барањата. Апсолутно. Јована, види, за 3 недели, од кои што 2 изгубивме у концепирање на дизајнот, кој што тоа треба да го одобри Ватикан, треба да го одобри католичка црква, треба некој да го плати и така натака. И на крај имавме една недела да изработиме 2 столчиња, едното за плошта, другото за католичка црква и го направивме тоа. Ги памтам, тие беа дрвени, па на средината бело нешто имаше. Види, интересно беше, пошто овој сегашниот папа, нели, дојде малце како необичен, заради тоа што има прилично прогресивни ставови. Да. Иако Доаѓа од сиромашна земја, ги посетува земјите. И тоа ми се свиѓаше искрено. Значи, неговите барања беа да биде од природни материјали, да нема кожа, да нема златни елементи, уопште да нема некој луксус. Целиот луксус да се искаже во квалитетот на материјалите и во изработката, и тоа него не легна. Околу дизајнот имавме доста различни гледања на старта, ама ги уедначивме и мислам дека испадна соодветно на крај, така да вклучивме тука, ни помогна, баравме машина што може во 7 бои да везе од штип, најдовме некој и така натака. Али кој ќе кажеш зашто станува збор, сите некако ние сме такво поднемје. Кога нешто такво големо се случува, може да се направат работи преку ноќ. Кога нема така. Да, точно. Ама мене ми е интересно дека и постојат луѓе, не знаеш предходно додека не се соочиш со таков позитивен проблем или предизвик. Ама дека постојат кај нас секакви кадри, секакви работилници на толку мало место. Ако загревеш под површината излагаат таленти доста и ги направивме двата престои. Тој и крст бара голем, некој 4 метри за позади бината. И
Јас не ни бев тука кога тоа, значи морав да отидам 2 дена претходно на отварање на биеналето, пошто таму ја монтиравме масата. Така да тоа беше интересна година, две такви. Ние сме премала фирма за да добиеме, мислам, воопшто таква шанса. Многу големи фирми немале таква шанса и јас се уште се гордеам со тоа што ни ја доделија. Да, исто успеале да ја реализирате за кратко време, што е исто некако добра промоција понатаму за се. И сега ми кажа дека првата маса ви е дадена во извоз, а исто и многу често знам дека сте на сајами. Како изгледа тоа, колку се, да кажеме, европските земји или каде и да продавате надвор од земјата заинтересирани за македонски производи? Види, не е нужно за македонски производи, меѓутоа за квалитетни производи сите се заинтересирани. Ако некогаш производ кој што доаѓаше од Балканот од старт беше инхибиран во можностите, тоа веќе не е така, светот е глобален. Мислам, секако треба да се завршиш домашната и да се докажеш, али да велиме дека некој не става бариери, пошто како прво Македонија нема царини со Европска унија, така сепак има други некои поситни препреки, меѓутоа можеш да извезеш без проблем, па и премиум производ. На сајми, види, работата и во Европа се смени. Јас баш пред 2 недели бев на сајм во Париз за мебел. Обично ова време сум во Келн. Таму се одржуваше најголемиот сајм за мебел, меѓутоа оваа година не се одржа. Тоа е Зошто? Тоа е индикатор за кризата што има завадено Германија, па и целата индустрија мебел и реално и сите бранши, така таа криза се уште ја живееме. И тоа го прави извозот малце потежок. Меѓутоа да, ние во минатото, да речам до 2023, сериозен дел од нашето производство одеше за извоз негде 70%. Сега е паднато негде на 30% и поиндивидуални. Во тие 3-4 години од 2019 до 2023 имавме и продавница во Берлин, која што беше брендирана Monozero, не беше наша собственост, беше франшиза, нели најчесто франшизите ние ги земаме, во овој случај ние продадовме франшиза на германец кој имаше неколку салони за мебел, едниот беше Monozero. Меѓутоа тоа околу 2023 ковид, пост-ковид војната направи човекот пропадна. Во Берлин ги имаше едно многу луксузно место салоните, трговски центар за уредување практички. Точно прво се на удар таквите, да кажеме, помали бизниси, полуксузни, кои што не продаваат онакви брзи производи. Ова спецификата е дека цел тој трговски стана проблематичен, пошто беше наменски и тој функционираше супер во подем, но криза се покажа дека нема доволно трновер за да ги покри високите трошоци. И таму реално 3-40%, ја бев после тоа да видам, 3-40% од дуќаните се затворени, не знам која ќе биде иднината, ако не се смени брзо ситуацијата во Европа во однос на тоа. Меѓутоа за квалитетен производ мојот став е дека секојаш ќе има пазар, така. Да, апсолутно, и интересно е дека таквите ситуации те тераат некогаш да се свртиш или некај дома или да бараш веројатно нови некои пазари. Мене ми беше интересно дека во Венеција извезувате многу често и пепељари за пури. Да, види тоа некако Како излезе тоа да се произведува прво? Да, интересни се, не е на идејата наша, ни побара тука во Македонија некој клиент, дали може пепељара за пури да изработите. Изработивме една, па уште една, тоа чисто пошто ние често си играме во Monozero, си ги имаме сите машини, материјали, што знам, ластери, цензи. И може да си играме со замеси, да си остваруваме, чисто да пробаме како би изгледало нешто. А што е нешто најоткачано веќе што сте го направиле уз игра? Или повторно барање, може би е еден адвокат ни побара за подарок за нотар кој што добива лиценца, што знам, чеканче оние американски судници што ги имаат за суди, да, до Македонија кој никој не го користи, ама е интересен артефакт, така символички, и од тогаш, пошто ставивме неколку слики по социјални мрежи, може имаме 30 продадено, за кој ќе дипломира некој, кој ќе стане адвокат, да, као, вајде е фин подарок. Да се навратам на Венеција. Види, во Венеција иницијално ги проба нашите пепељари еден јутубер, кој што е колега. Тотално нестандардно дојде на ирец, музичар, кој што има канал за саати премиум и пошто Па сега ако имаш саат премиум и ако веќе си одлучил да пазарот, пушиш, пура тоа е пазарот и лесно доаѓа. И ние свативме уствари дека
еластичноста на тој производ у смисла дека луѓето што пушат пури се тотално ценовно несензитивни за цената на производот, така е на пепелјара. И да кошта 200 евра како 2 пури, така да. А и особено па колекционери на скапи часовници, ако се во комбинација. Да, веќе е тој пазар добар и така е таргетирано. И после од таму излезе и во еден сигар шоп во Венеција да ги видат, да ги побарат. И тоа не се некои големи количини, нити па се тоа нешто сериозни профити, ама интересно дека е и на такви полиња може да се најде на нестандарден начин пазара. Важно е да се слуша името и да се врти. А да се навратам на ова што викаш предизвици некоја ще тера. Да ние лани, например, бидејќи ни фалеше извозот од сите овие горе наведени причини, во количините кои што го имавме, две интересни работи се случија. Првото, овде доста бизнес ту бизнес работевме, во смисла на неколку ресторани опремивме. Да, ги видов и бев во неколку од нив и баш онака се гледа разлика, не знам, скалите се направени од вас или шанкот. И мислев да прашам како изгледаат тие соработки каде што просторот се менува заради дрвениот мебел. Сега и шанки имавте, мислам, последно. Неколку шанкови, да, ресторани, и то баш големи, 13-14 метри и така натака. И специфични работи најчесто се во уредувањето. Не ги добиваме цели објекти, значи не се секогаш и масите наши, али специфични работи тешки за изработка, да. Тоа е едната работа, што ние нова да речеме лани. И другата ни е, што тоа е од нас чисто идеја моја пред све увидување, дека tiny houses, значи не мали куќарки до 20 квадрати. Ти ги видов како се викаа монопод го викаме нашиот производ. Да, тој со колегите и колешките го разработувавме неколку месеци, направивме еден прототип. Мислам дека таму има сериозен пазар и потреба, особено во европските земји, зашто едноставно е добар начин на додавање на животен простор во веќе постоечки простор. Регулативата е прилично поволна во цела Европа, не треба дозволи за градби до 20 квадрати. Друго е што е тоа единствениот начин да извезеш градба. Ова зграда не можеш да однесеш во Берлин, ама ова стај го на шлепер за 2000 евра е во Германија, а реално цените за производство се овде се уште пониски и пак тоа не враќа зашто Македонија е добра земја за предприемачи, бидејќи се уште е дел од Европа, нормално е на еден ден од Европа со камион, ги дели истите вредности, има образовани луѓе со спремни за работа, а од друга страна е неразвиена земја. Што ме неразвиена земја има простор каде да се развие, така? Да. И тоа ја прави интересна. И тука има нешто каде да се порасне, додека во Европа стварно многу работи се и многу регулирани, ама и многу позатворени. Стагнира. Да, и стагнираат зашто добро им оди вака да не се. Моето убедување дека убаво се живее во земја што е во подем, во развој, а не во земја што е богата. Значи, земја што е богата, ако стагнира, сите се незадоволни. На жалост, мојата генерација и сите после мене генерација, сум 75-та роден, во Македонија живееме од тогаш до денес во криза. Меѓутоа, секогаш сум оптимист дека ни следи развој. Сега сум уште поубеден дека во следните години ни следи подем и развој, ако ништо друго, без никакво наше, да речам, учество и обмислена насока, ќе се случи заради тоа што сме дел од Европа. Ако ние не направиме производи што ќе ги пласираме на тој пазар, тоа што Европа ќе инвестира во Македонија, што се случува деломично. Како што се случува, и ние ќе работиме за нив. Среќа би паметно би било ако ние успееме со наши производи да играме во таа игра. Или барем комбинирано, ако ништо друго. Сигурно и странските компании, баш ќе зборуваме една од епизодите за тоа, сигурно носат некаков ноу-хау. Треба да се научиме, мораме да правиме и наши брендови што па целата добивка ќе ја носат тука, така што интересна комбинација ќе биде. Ја околу пост пандемијата, пошто се затворија нели Азија и тие извори на тие пазари за Европа, тоа стана, се види дека се проблематични во такви ситуации. Имавме барем од 10 европски компании барања за соработки. И ја бев екстремно да речем оптимист дека тоа ќе се случи во смисла на во следните неколку години ќе дојде до бум.
во Македонија, заради тоа што тоа се случува веројатно во сите бранши. За Така барање е. за соработка и така натака. Нажалост тоа замре зашо почна Заради друга криза. криза, војна во Украина. Имаше 2018-19, пошто работев повеќе во, да кажеме, тој хардкор економски сектор и ги следеа колеги доста движењата светски во делот на економија. Многу голем раст имаше, се случуваше и некои позитивни движења да растат паралелно и платите, бизниси да растат. Во Македонија мислиш или општо? И секаде и во Македонија. Македонија не е изолирана од светот. Нормално, Ние многу ние сме сакаме дел. така да си ја Ма гледаме. не е тоа, дека тотално нашата не е влада така. само е нели магионичар. Не. Многу можат владите да направат, ама генерално сме помала економија и многу зависиме од Европа. да. И кога на светот му оди добро и нас не оди добро. И 2019-18 година одеше добро, тргнаа работите и сега луѓето ако се потсетат ќе им текне дека им одело подобро, меѓутоа платите побрзо раста и слично, ама кризата стварно сопре многу процеси позитивни да се случат, така Да. што еве и кај вас било така. Сега доброто е што ако размислуваш покреативно и ако си помал бизнис, полесно некако ќе се приспособиш. Мора да пивотираш, ако не, мислам, тука завршува Да, патот. апсолутно. Тогаш не си предприемач. И реално не викам дека тоа е лесно или дека Не. некој го направил перфектно и лесно и борба е секој ден, така се уште зашто кризата не завршила, ама нема друго освен да се пробува. Имаше едно видео на Инстаграм кога правевте еден од чанковите и нешто girl power и јас се сеќавам сега пред некое време дека сама си се најдов во предрасуда, што стварно верувам за себе дека немам многу предрасуди, ама кога нарачавме кревет за детето, девојка 20 години доаѓа онака баш со ногти како младите што се носат нели си доаѓа со бор машина и јас сега си викам чекај, девојкава ќе го прави креветот. За 3 секунди бом го направи и кај вас во Монозеро исто работат многу жени. Дали е работилница за дрво женско работно место? Како испадна кај вас? Види, да, пола од нашата работна сила се жени. Сега сме баш буквално 50-50. Пред 2 недели си отиде еден постар колега и тогаш станавме 50-50. Тоа ние сме мал тим, 6 луѓе, сме 3 девојки, 3 машки. Традиционално не. Јована да ме прашаше и мене 2019 ќе ти рече најверојатно не. Меѓутоа не од други причини зашто никој не се имаше пријавено, не дека ја Да. имав некој предрасуди да вработам некој. Искрено една другарка ми го поставила прашање пред неколку години зошто нема Монозеро жени да работат. И се замислив, знаеш, пак стандардно Зашто никој не се тешки се? пријавил, тешко Тежак е, е знаеш, него. наша работа тешко и он рече, сепак се тоа извинување, дај види. Кам дај барем проактивно да се потрудиме и првата шанса имаше еден столарски едукативен центар кај што ја отидов на некој предавање и ги поканев сите што сакаат да работат да дојдат да пробаат, барем да пробаат. Дојдат 2 девојки, од која што едната остана да работи, па после тоа дојде уште една колешка, па пред една година уште една, така да и се покажа дека супер работат. Мислам, нема ни причина зошто да не е така, Да. или нели прво време тоа можеби е у финишинг оделението, меѓутоа и најстоларските класични работи, значи се имаме ние машини што се прилично да речеме Абрихтер, Дихтер, што не би можела стандардно се замислиш дека, ама нашите колешки работат на тие машини без А проблем. носењето? И Ги носење поседувате или воопшто не? не име. Види, често имаме се уште, ама така се менуваат па предрасудите во општеството, кога идеме на монтажи на терена, 2 девојки ќе фатат, ма се носат и се, па да и собственикот постане. Леле, немој девојчето, немој ти, да ја ќе фатам. И ви се супер колешки, ама нас не е тоа работа, знаеш, не е проблем. И така да на крај, еве кршат некои предрасуди. Јас мислам дека ние би биле многу Ама и на факултетите послаби. за архитектура и за мебел, па чисто се запишуваат жени, што... Да, 2 од нашите колешки се архитектки баш. Мислам, нема воопшто никакви пречки, ако сакаш да работиш, така, не викам дека тоа е за секој, ама не е ни па ни за секој машко да работи, така да е. Апсолутно. Да. Да, за секого е различно. Да. И многу е благородна работа со дрво, што поише го работиш, тоа повеќе му додаваш вредност.
И секоја е различно, веројатно ти е поубаво за разлика од монотонија. Може би не баш секоја маса, ама Ние види, ние имаме таа среќа да работиме, ние немаме ни серија реално. Буквално неколку произведенија да имаме, да речеме некој столче, фотелја кои што се исти, друго е све се уникати и тоа го прави плюс тоа даде ги овие бизнес то бизнес работи кај што се работи на проекти, не се повторува практички никогаш из производ, тоа е првата. сега имаше една банана што виси од на кров, ја видов, вие ја изработувавте. Да. Како ви текна дека и ова баш убаво би било бананава од дрво да се изработи? Тоа се вака ја гледав и се чудев, добро, си седнале и рекле, ајде за шанкот ми е јасно, за масата ми е јасно, за скалите ми е јасно, ама за бананата. Тие работи се случуваат секогаш со, да речам, клиент кој што размислува од иста глава. Или треба да дојде добро прашање од клиентот, дали може идеја и слобода да се размисли на таа тема. Ние реално не знаевме како ќе ја направиме. Ја не знаев како. И пробавме неколку пати неуспешно. Додека да најдеме, значи туку има виткано дрво и така натака. Таа конструкција прилично е голема, негде 3,5 метри е. И закачена треба, мислам, треба лесна. Има неколку специфики како да изгледа. Дојдовме до некој изглед финален кој што со клиентот го договоривме и после пробувавме. И тоа ја прави интересна работа. Повеќе како уметничко дело тоа отколку. Па на крај да не е тоа некој производ кој што е утилитаристички се користи, има некоја потребна вредност, на крај е украс. Може не е уметничко дело, ама е сепак декоративно. Добро, бананата прелепена со лента е уметничко дело, можеме да исто да ја наречеме. Да, види, ја тука неам претензии дека не сме ние уметници, доволно е да сме добри у тоа што го правиме. Да. Супер е тоа. Сега, значи, имаш ли некои идеи што следно би било, некои откачани работи што би сакал да ги изработиш, ама уште некако не дошол момент? Многу, Јована, ама... Кажи една што е најлуда. Авион. Авион од дрво, Да, тоа го мислам неколку години за време на ковид положив за станав пилот за ултралесни авиони и од тогаш не ме напушта мислата дека можам да изработам авион од дрво. Затоа треба секој буџет и време, ама не знам, ме прашат и за најлуда, така да... Тоа е најлудо, дефинитивно. Да, мислам дека не е ни толку тешко да се направи искрено, да, пошто првите авиони биле од дрво пред 100 години. Пак и да кажам, знаењето е присутно и достапно, треба само човек да си го... Не е ни некоја стварно голема филозофија да направиш. Бернули, така, има законитости, крило и така натака, центар на тежина. Мислам, се прави. Не е дека не може да се направи, треба време. И дури ја мислам дека ние во Монозеро може да ни дадеш 3 месеци буџет од 100.000 евра да направиме авион што ќе лета. Ја дури ја лично би летал у него, толку сум убеден дека може. Пошто стварно не е, првите авиони биле од дрво и не само првите, до Втора светска војна авионите биле од дрво правени. Не е нешто тоа што е невозможно и треба ние да го измислиме. А друго што носи днината, не знам, веројатно ќе се обидиме околу моноподот повеќе да притисеме на продажба. Мината година го направивме, но немавме баш време да го изложиме на некој сајам или да се бавиме малце повише со продажба. Мислам дека тоа е супер гранка која што може да ја развиваме. Дали има време и за креација и за продажба, затоа што знам дека кога сте во работилница не може да се збори ни на телефон, па како иде овој делот со продажбата? Да, види, јас сум малце така да речам контрол фрик, секој ден сум у погон и не го гледам тоа во некоја негативна конотација, пошто ми значат производите, се идентификувам со фирмата и сакам да излезат како што барем по стандардите на квалитет што се мои лични. Се надам сум ги наметнал на сите, ама сепак сакам да сум секој ден во производство. Тоа е едното, ама тоа па прави дека другите функции за да не ги запоставиш треба да работиш уште ќе паралелно и продажба и постпродажба и сорсинг и практички сите се тие работи се уште на мене не сум успел да ги делегирам, јас се уште бирам орев се уште нормално и тоа така и ќе остане по сајами продажби поголеми на крајот на краиштата во мали фирми особено секогаш клиентите сакаат да го видат собственикот и така посебно кај нас. Да, и колку и да е све договорено, пак друго е кога ќе биде хендшейк со собственикот. Ја го почитувам тоа, мене не ми пречи да речем, окей ми.
Да, ако си како од страната на клиентот ти е јасен тој момент. Кажа дека сам го бираш оревот, Да. веројатно и другото дрво со кое што работите. Ние многу сакаме да си се гордееме со нашите дрви, ама реално дали има во Македонија доволно квалитетно дрво за да се произведува мебел или морате да набавувате и од странство? Види, орев, да. Македонија има еден од најквалитетните ореви. Тој е најчесто од Европа, иако го има и по другите континенти, значи во светот, ќе ја довршам реченицата. Сега тоа е вака многу силно кажано, ама тоа е вистината од следниве причини. Ние и 95% орев работиме. Другите дрва се даб, брест, јасен понекогаш, ама 95% орев. Па и убав е, убаво изгледа. Според мене најубав, нели? Затоа и така ти кажав зошто се. Има и специфики, дирекцијално е стабилен, тоа значи не ви топери, хомогене, структурата му е таква да лесно се работи, доволно е тврд за да издржува, доволно е мек за да можеш да го работиш и ред други работи. Плюс тоа е наш производ. Мислам, локално дрво тука што расте, за мене нема смисла, се избегнувам да работам со екзотични дрва, нема смисла да патува дрвото пола планета, што знам, некои тикови и така натака, масарандуби и такви дрва, па ние да го обработиме, ако прво ние доека дојде Македонија, тоа има 10 пати му се зголемила цената, локалните ќе го произведат подобро. Второ, зошто оревот? Ние види на европскиот пазар, Македонија е мала земја, ние сме мала фирма, ние немаме шанси да конкурираме со масовно производство. Тука е Полска и така натака, која што веќе станата практички Кина во Европа, она произведува во мебел особено, енормни количини, блиску е до Германија тој пазар. Многу повеќе капитал имат и нема никакви шанси ние се надпреваруваме мебел од бука, па дури и од дап, да речам, со тие земји. Меѓутоа, оревот као прво го има на Балканот, да се вратам сега на приказнава зашо е добар. И сега Балканот, тука што е Србија, Босна и така натака, нели? Турција, Италија, слабо, Франција има орев, ама они реално не го работат, пошто не е прескапен, не го сечат по кубик. И во Македонија оревот скап, меѓутоа не е на тоа ниво. И сега српскиот орев во Србија, да речеме, прилично исечен, зашто нема регулатива за сечење. Македонија има прилично строга регулатива. Во Србија се третира оревот како овошје. Тоа значи дека може да го сече секој без дозвола. Кога сака. И тоа значи дека си сечени сите ореви. Пошто тоа е, нели, човековата природа. На жалост. Да биде алчен. И не може да се остави само на човекот да биде имено да чека. тука евети за регулација од држава, ова прави смисла во вакво нешто. Па дури и во нашава држава, која што сигурно не е најрегулираната, ама строги се законите. Пример, ќе ти кажам, ако те фатат со исечено стебло од орев, кое што нема дозвола да сечат, и го земат сигурно возилото и 3 години затвор е казната. Вака, ја не сум слушнал дека некој го стави во затвор, ама застрашувачки звучи. Второ, Босна. Доволно е да може. Да, Босна интересно ја разви својата дрвна индустрија енормно повеќе од другите бивши републики во Југославија, меѓутоа нема орев, бидејќи исечен за време на војната. Нашиот па е прилично темен, особено од тој Охридски, Струшки, Кичевски регион, убави годови, Скопскиот е малце посветол. И тоа го прави интересен. И долго време италијаните историски од овие места набавувале орев, нели, италијаните правеле од орев мебел одамна. Ви докај 2010-та, додека не се влега во некоја криза и се свртеа, реално они го купува целиот орев од Македонија и тоа за фурнир. И сега од едно стебло, значи не за да го прават масивно дрво, маса 4 сантима, него фурнир 1 милиметар од него ќе сечат, пили има што го сечат округло, вака целото стебло и вадат по 400 квадрати од едно стебло и тоа е вредност од прилика на 40.000 евра. Сега ти за да го купиш тоа и да направиш тоа од маса, реално нема многу шанса, нели? Конкуренцијата после 2010-та ги снемува италијаните и ние можеме практички оревот тука во Македонија да го сосаме, да го купиме. Другите типови на дрво, например даб, немаме баш, пошто рече се гордееме. Дабот во Македонија го има, нормално шуми, меѓутоа расте на планини, на повисоки места, помалце вода, тоа значи расте поспоро, позбиене, потежок. И за одредени работи може да се користи. Некои видови на даб за буриње и така натака, меѓутоа тешко може да се бори со што се вика славонски храст, нели, од Хрватска, тој дел на Славонија. Таму е најдобар во Хрватска. Па речи се и во цела Европа, дури и кинезите го купуваат, да.
Да, тој е таков убав, нели? Брзо расте, таму е низина, има многу вода, шуми се целиот дап, го има многу. И кога расте брзо е прав, има баш онаков праволиниски год. Работа. И баш онака, сега стана дури и поскап од оревот, што никогаш не бил тој славонски храст, пошто сите го бараат. Да. Интересно. Да. Не сум ги знаела овие работи нормално, затоа што кој не работи со дрво или не се заинтересирал, не ги знае. Да. Ама ова, особено за уравот, ми е интересно дека ете има таму простор за работа. Што мислиш? Ограничен е кога ова, веќе да го не го каже, ограничен. испресечеме, Да. Ограничен простор за ваков тип на мебел, Бутик неверојатно за производство, големо. Да, не за масовно производство. Сега, кажавме дека едно време се извезувал како суровина во Италија. Исто имавме ситуација со една од суровините во джин што се става, што се извезувала. И така некако ако видиме, некои суровини само се ги извезуваме, да не зборуваме за мермер и така натаму. Има се македонски джин, нели, од пред неколку години. Тоа сакам да кажам. Сега се повеќе се појавувате вие во делот на производство на дрвен мебел, има и уште неколку компании кои што се занимаваат со тоа. Се појавува македонскиот джин Смит джин. Па предпоставувам некогаш ќе се направи нешто, некој мебел од мермер на кај Прилепско битолско. Не знам, не сум слушнала, можеби има. Дали треба во таа насока да гледаме што имаме тука локално за да си произведеме нешто со додадена вредност? Таа е многу природна насока, нема што друго, мислам, таа е без многу да ја теоретизираме, тоа е на прва рака практички, тоа што ти е тука локално ќе го употребиш. Ама до сега мајндсетот бил да дојде некој да го откупи, ние да им го продадеме. Да, тоа ми беше вториот дел од реченицата, зашто сега тоа окей да го продадеш како стебло, така оревот пример ќе ти дам ценовен. Како стебло несушено, непарено, по кубик цената му е 400 евро, да речеме, за добар орев. Парен, сушен, класифициран до 2000 евра кубик. Значи веќе е 5 пати отиде нагоре. Го направиш маси од него, вредноста на тоа е на кубик е веројатно 20.000 евра. Значи, од 400 до 20.000 евра, реков. Мислам, нормално дека е подобро да останат тие тука во Македонија. Не се тоа све добивка, тука има многу трошоци по пат, нормално. Тоа сакам да кажам, да не дека заборавиме се енормни ставките, не не дека се енормни профитните стапки тука. Напротив, мислам, минатата година реално падна профитните стапки во сите индустрии, затоа што се покачаа трошоците од вработени од сите други инпути. Меѓутоа не е тоа темата, значи ние Ама пак остануваат во земјата. Значи, да, и вработени се плати тука што ќе се дадат. Да, иначе би имале невработеност, така, без разлика дали некој заработил. Меѓутоа, многу е подобро да се направи производ, као прво, као второ, пак ќе речем, како мала држава, ние немаме шанси, ни една друга шанса да учествуваме на тој пазар, освен со премиум производи. Колку и да тоа ни звучи контраинтуитивно. Да, зашто многу ние се убедуваме дека ние не сме доволно добри, или така не убедували, така окружување живееме. На жалост ние Точно си како некој треба да дојде на нас да ни подари, да ни даде. И да се навратиме и за она прашањето за предприемништвото, така ние ја речи си сум убеден дека повеќето македонци мислат дека на оваа земја никогаш нема да се случи благосостојба, секогаш ќе бидеме у криза. А тоа е неточно. Јас не мислам, да. Не, ти знам дека не мислиш, ама тоа е преовладувачкото мислење. Тоа е тотално неточно. Ние сме на граница да ни се случи. Баш сме на ивицата кај што не чека бранот на благосостојба. Само да ја преминеме. И сега тука може да има повторно сопки, као што се случуваат многу пати. Меѓутоа не ни треба нешто многу. Ево, нормална политичка стабилност, не некоја изразена, нормална функционирање на правна држава. Пак не мора да е. Пак ќе ти кажам, Босна го доминира пазарот на производи од масивно дрво. Босна зар има политичка стабилност или нешто? Многу помалку од така, нас. Ни Хрватска, ни Србија, ни Македонија, па дури ни Словенија, која традиционално уште од 90 имала фирми као Стол Камник и Дизајни, у моментов во Париз 4 босански фирми беа присутни, Artisan, Vogue Design, Gazda, кој беше четврта, не ми текнува, кои што веќе имаат супер дизајн, и ако 2009 било ова што веќе си срамо да речеш босански мебел, се тоа веќе бренд, бре човече, мебел од дрво од Босна, зашто е добро направен. Сакам да кажам, мала е границата. дека на овие простори луѓето не може да направат квалитет. Зошто не би можеле? Мислам, што е границата? Сега дека може, треба да се потрудат. И второ, треба се, тоа е потешкиот дел од работа, треба да се најде начин да се дојде до премиум пазари.
тие не се отворени со широки раце, ама дека па и не може и тоа нема да се согласам. И јас мислам дека никој пазар не е отворен со широки раце, секаде има Апсолутно, конкуренција има за бариери, отвореност. Ама ако се споредиме со други земји кои што се далеко од Европа и генерално многу понеразвиени од нас, Па пак веројатно сме успеваат до подобри. негде. Па пак успеваат. Пак успеваат, ако се потрудиш, ама ете босанците се изградиле бренд, колку е битно и дали може некаде државата и во тој дел да даде поддршка во поглед на присуство на саеми. Гледам дека дел од регионот веќе почнуваат така да размислуваат. Еве пример да земам различни земји, Албанија и Србија се трудат да изградат свој бренд за нешто. Ние мислам дека доста успешно, ако може да се каже, го правиме тоа кај виното. Да. И имаме нели организации, не знам, Wines of Macedonia или доста други кои што се трудат да го постават македонското вино на некоја мапа. Може ли тоа да се направи со мебел или со било што друго од сличен тип? Види, сум си го поставил ова прашање. Ја генерално мислам дека ако си доволно добар не ти треба поддршка. Тоа ми е генералното чувство. Меѓутоа, во оваа специфична ситуација, сепак би рекол дека ќе помогне ако државата и не треба нешто кој знае колку помош. Значи, едно учество на сајме, ќе ти дам примери. На пример, Па добро, ама ако другите добиваат околу тебе помош, да, ти не тоа е само leveling the playing field. Да, Тотално се согласувам. Ама не, на многу мали фирми се. И стварно, учество на сајме минимум 20.000 евра. Значи, тие треба да ги одвоиш за да можеш да ги инвестираш. И сега, која Македонија би имала некој централен штанд со македонски производи, пази, за печет фирми тоа биле 100.000 евра, што на државно ниво се ништо реално. Така? А ќе овозможиш прозорец кон Европа за фирми и ќе ги потигнеш еднаш, два пати, три пати, може да ги бидат доволно силни сами да се. Пример сакам да дам. Може и да има надпревар кој ќе оди оваа година па да се надпреваруваат. Да, тоа е секогаш зашо не сакам, зашто тоа секогаш ќе биде проблематизирано и никогаш нема да е идеално, така кој ќе иде. Без разлика на тоа, го тргам на страна, некој ќе отиде. Без разлика дали е правиот, некој ќе отиде. It's okay. Ќе пушти нога. Пример, Франција сега Париз, огромен саем. 2 хали беа спонзорирани, значи тоа не е само за намештај, туку е општо за уредување, што там туку имаш и постелнини, свеќи, украси. 2 хали беа доминирани со знаци Италија, значи за италијаните нема доволно јаки фирми да си платат учество. Да. Платени од државата, Италија, така, да не зборам Романија, Бугарија и така натака. Австрија тоа го прави во Келн често, така. Ама Италија си имаат направено дури на тој начин бренд од знаменцето, па на некоја фирма, не знам, ти не знаеш. Исто и Австрија, исто и Бугарија, да. знаменце тука и као добро. Види, нашето прво учество беше поддржано од СИПО, која беше швајцарска организација за поддршка на увозот. Што звучи многу лудо, сите нели земји имаат организации за поддршка на извозот, швајцарските имаат за поддршка на увозот. Да. И тие на Балканот, види, тоа е помош за Балканот, реално, Босна, едно друго. Така и Артисан прв пат оден, што го спомнав, што е најуспешен од Босна. Околу 2017 во Келн они идентификува, имаше можност да се аплицира, таму баш на Келн, ја попунив прашалник, дојде ја видео фирмата и не поканија, значи во еден заеднички павилјон од 6-7 фирми, од Босна, од Македонија, од Србија, Моно Зеро стоеше, сепак стоеше Македонија, нели, и СИПО беше главната реклама. И тоа ни беше наш првото излегување и првите контакти, зашто дома сите си мислиме дека сме најпаметни и најубави, ама кога ги излежеш на интернационална сцена, ќе видиш некојаш дека стварно си најубав. Да, најдобар. Ама ќе видиш и што ти фали, така? Да. Прво ќе видиш кај си неспремен во промо материјали, во пристав, во кои се купците. И тоа е клучно за мали фирми. И во таа е да се вратам, дека скрос има простор државата со релативно ситни пари да поддржи одредени индустрии и потреба. Па и тоа прави лесно понатаму бизнисите да се приспособат на светските пазари и на проблемите какви што се светски кризи. Имавме еден гостин кој што зборуваше за тоа зошто пропаднале дел од социјалистичките системи и една од поентите беше баш тоа. Биле затворени, си правеле за себе производи кои што производи после кога имало криза не можеле да ги продадат на светски пазари, се случиле економски кризи. Во глобален свет, не знам, југото го даде за пример. Да, во глобален свет е лудо да си затворен. Али секоја дополнителна отвореност, пошто еве ако ги земеме овие две предпоставки, дека Македонија е поевтино место да се произведува,
Дел од Европа е блиску до Европа без царина. Европа е пазар на кој што и требаат производи. Да. Која е бариерата? Мислиме, најпросто да го поставиме тоа да не се случи. Значи све што треба е Мрзај мајцата. да се покажеме дека тие се фирмите, толку треба, многу малце е тоа, знаеш? Да. И тоа ќе се случи, сакале не ќе, пошто се случи секаде во Естонија, во Чешка, во Словачка, во сите тие земји од источниот блок што беа поблиску до Австрија, да речеме, или до скандинавските земји, па побрзо се прелеа капиталот со joint venture и така натака, побрзо ги помени, ние сме малце поизолирани географски, па и политички сега, ама време е тие изолации да ги дрнеме да се отвориме едноставно, не треба многу повеќе од тоа. И јас истото го мислам и сега сакам пред крај, ајде да не завршиме може на негатива, ама си имала ли грешка? Сите ги прашувам ова затоа што речи си да немало предприемач што не направил грешка и дали има некоја што си спремен да ја признаеш? Не, многу грешки, секогаш сум работа да имаш. Која ти е омилена? Види, ако станува збор за грешка во дизајн производство, тоа често го имаме, работа што секогаш ја поправаме. И тоа е убавото на дрвото, што се поправа. Ке одосечеш, дошмилеш, ке долепиш друго. Во бизнес одлуки исто многу грешки. На крај на денот е важно да си направил повише правилни одлуки. Што знам, можеме интересна е извозот, пошто го споменуваме за некои фирми, тоа е се уште баук. И првиот наш извоз во Швајцарија, пак негде 2015-16 е тоа, ресторан во Луцерн ни нарачува 20 на 30 маси плюс друг некој интериер. Ние тогаш се уште работам со еден столар, немам свој погон и практички тоа е за нас премногу, ама го земам како голем залак. И на мускули го некако избутува. Е цел среќен на извоз у Швајцарија и така натака. Сретно ме пријател на улица и му се фалам со ним, значи ми кажа, добро ти даре си доволно мудар да знаеш дека склучен договор не е исто што испорачан мебел, наплатен мебел, рекламации, постпродукт, видиш што ми збори човеков, ја цел полете, знаеш. И на крај тоа се случи, сватив дека и тоа е малце проблем во тие години кога дојдеш од овие простори, дел од фирмите се едноставно не искрени од старт. Значи од старт идат со тоа да ти ја платат целата сума. Што значи тоа? Ќе ти најдат мана во производството, ќе ти најдат Сакаат да не пратат. Види, сакаат да добијат производ кој што нема да го платат. Тоа дека сите фирми во Европа се честни, таму платежниот морал е паднат и така натака. И што значи да ово превод? На масивно дрво секогаш ќе му најдеш грешка. Так. Зашто е светло, зашто е темно, зашто има чворче, така. И они тргнаа со таа идеја. Па на крај ја така Некоја. сватив, се испостави дека и не доплатија дел од сумата, ама беше добра школа да се види дека не Скапа школа, ама предпоставувам добра. Добра беше на крајот на криштата, дека извозот добро звучи, ама треба да се изработи целосно, не може да се така влезе во. Не може да мислиш дека само тоа што си ја добил работата е завршена работа. Треба да се заврши и постпродажбата и со години. Ние имаме клиенти пошто 6-7 години што не се јавуваат, што најчесто нарачуваат нов производ и тоа онака, значи ако нешто издржало 6 години, ќе издржи и 60. Интересно. Да. Добро ова кога ќе ги свртиме тие грешки, да кажам, во лекции и веројатно тоа е единствениот начин да се расте. За крај, например, ако некој размислува да си отиде од работата да почне работилница, не сакам сите да ги мотивираме, затоа што не секој може би треба тоа да го направи, ама еве за оние што веќе имаат некаков занает, нешто сакаат да пробаат, препорачуваш прво да направат 2-3 обиди да продадат, па после да се откажат од работата или веднаш од утре рез да направат? Види, ја искрено мислам дека предприемништво нити се учи, нити можеш на некој да му пренесеш, треба да го имаш во себе драйвот. Ако го имаш во себе пасијата, и сега да се вратиме на првото прашање, што го врти светот, пасијата, така еве, што ќе случи непостоечка фирма да стане фирма? Да. Така, желба да запари, да, ама реално пасијата кон некој работи, пошто профитот ако е прва на листата работа, тоаш најчесто не функционираат работи. Кај Има нас и други пример начини не, да пари, така да, да. мене ми е други филозофии ми се примарни. Мора да има профит за да ги платиме трошоците нормално и да растеме, меѓутоа не, ако е тоа приварна работа не чини. Од таа гледна точка е она, ако го немаш ти тоа во себе, џабе ти е како и да го почнеш. Ако немаш драйв, ако не се будиш,
со таа помисли ако не си легнуваш со таа помисли. Не е доволно да речеш ја што знам сакам да имам цвеќара. Колку Да. сакаш да имаш цвеќара? Така. Да. Дали Све сакаш знаеш за доволно? цвеќињата, све си прочитал што може да се прочита, кога си заспиваш на тоа мислиш, кога се будиш на тоа мислиш, 2 години така поред. И кога тоа ќе се случи, не е важно како ќе го направиш, дали ќе излезеш прво или после, тогаш ти успехот пак ќе биде тешко. Мислам, Да. секогаш е тешко, затоа и предпремниш, нели, како вика. Ама нема да го добиеш веројатно тоа задоволство ако не си ја имаш пасијата. Па само ако ја сакаш работа да можеш да го издржиш тешкото. Ја Да. така би рекол. Ако имаш пасијата да можеш да го издржиш, тој растеш кој што на крај на краиштата е болен и да порастеш, па дури и да пропаднеш, нели? И Да. пак да пробаш. Тоа е на крај пораката. Ама да сепак дадеме насока, подобро е да пробат без да излезат од работа. Да. 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 Особено Иако ако не е имаат клучно време. тоа, да. Апсолутно. Као сайт хасл, подобро е додека работат и има некоја финансиска стабилност да пробат, ама ако тоа па во исто време ги задржува да не влезат all in, тоа е грешка. Значи секој треба да влезеш all in, иначе нема друг начин. Така. Многу брзо. Тоа е мојот заклучок. Добро, супер, за крај се надевам дека барем некој Ќе потпринеме, проба да научи нешто, ама како што каже и сам, најдоброто школа е работата и прво треба пасија, после знаење. Фала ти што беше денеска тука и се надевам дека сите уживаат додека те слушаат, следно те чекаме со следната голема грешка. Јас барем уживав, фала ти и на тебе, да.